Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За политичкиот момент во кој се наоѓа државава, натегањата пред најавеното распуштање на собранието и дилемите дали и кога тоа ќе се случи, вечерва во две одвоени интервјуа ќе разговараме со подпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски и со вице-премиерката и подпредседателка на СДСМ Мила Царовска. Ќе има ли избори на 12 април? Со оглед на тоа што сите политички партии, сите политички субјекти сакаат да има избори, јас очекувам да има избори на 12 април. Но важно е прво да ја напишеме домашната задача во собранието и да се изгласат законите. Што ќе правите ако во недела не се распушти собранието? Хипотетичко е прашањето, ја претпоставувам дека тоа нема да се случи, дека изборите ќе се распишат. Затоа ВМРО ДПМН останува во собранието. Ќе остане до недела. Дали ВМРО ДПМН потоа ќе излезе на улица, дали ќе има дополнителни демократски мерки или слично, тоа ќе го договориме у партијата, ќе го соопштиме на јавноста, но сите опции се отворени. Бидете со нас, со интервјуата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски порача дека ако собранието не се распушти в недела, земјата ќе влезе во нова политичка криза. Од друга страна, од СДСМ велат дека пред распуштањето мора да се донесат неколку закони и одлуки, меѓу кои законот за јавно обвинителство и разрешување на министерката Рашела Мизрахи. Кои се калкулациите и аргументите со кои најголемата опозицијска партија влегува во решавачките 48 часа, ќе разговараме со подпредседателот на ВМРО ДПМН и поранешен министер за транспорт и врски Владо Мисајловски. Мисајловски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Како одговарате на тезите од СДСМ дека ВМРО ДПМН и ДУИ во тесна координација прават се да го потрошат времето до недела, да не се донесе ни еден закон, да не се донесе ни една друга одлука, знаеме разрешувањето на Рашела Мизрахи треба да биде на дневен ред на собранието, за едноставно да стигне моментот за гласање за распуштање на парламентот, претходно да не се донесе ни едно од овие решенија. Видете, јас ќе почнам од почеток на ова прашање, оно што беше договорено одамна на една лидерска средба, каде што ВМРО ДПМН прифати на 12 април да има избори. Тоа е оно што ВМРО ДПМН го прифати. Јас ќе бидам брутално искрен и ќе кажам дека ВМРО ДПМН во тие разговори не прифати да се или не се разговараше собранието да се распушти на 12 февруари. И тука има дилема, односно кај граѓаните испадне на дилема бидејќи Тават Џафери спомна дека тогаш ќе се распушти. Во минатото се случувало собранието да се распушти 60-тиот ден, но се случува во владите кога било ВМРО ДПМН тоа не се случи. Имаме избори во 49 дена што се случиле. Од моментот на распуштање до моментот на одржување. И тука мора да го видиме и дописот што го доставува ДИК до претседателот на собрание. Што се случува? СДСМ купува време за овој закон. Тоа е просто едноставно и сите го гледаме. Зашто? Бидејќи овој закон ќе ја зајакне нивната позиција утре за многу работи. Прво, зашто го велам ова? Ќе имаат нов инструмент и нова алатка утре за принудување и присилување за нови коалиции. Бидејќи со овој закон за јавно обвинителство не само што се спасуваат дел од луѓето од СДСМ и раководството, повторно сакаат да оживеат една институција која беше СЕ, кој видовме како преживеа и заживеа и на крајот што се случи, а од друга страна сакаат да се го заштитат она што го направиле изминативе 3 години. Како мислите дека Зборам се за криминалот и корупцијата што се случувале изминативе 3 години. Ја нема да амнестирам никого, ниту тој што бил во влада и во претходната влада, во претходните влади, ниту тој сега што е, односно што е одговорен за било каква позиција. Доколку има криминал, нека се истражи, нека се одговара по сите прашања, односно по сите докази. Што се случува во моментов? Вие гледате дека искача генерален секретар на партија на СДСМ, каде што имавме можност да видиме дека велат дека ќе направат некое ново мнозинство. Од една страна е уцена кон ДУИ, бидејќи ВМРО ДПМН нема мнозинство, ВМРО ДПМН не може да ги менува тековите во собранието. А од друга страна, СДСМ сака толку силно да удри со овој закон кон ДУИ, кон сите останати, по секоја цена да се донесе. Зашто? Не случајно реков, генералниот секретар на партијата кој не е пратеник, од друга страна првиот повикан во државата моментално е техничкиот премиер Оливер Спасовски, него го нема, но генералниот секретар на партијата. Значи се работи за партиски интерес овој закон. Се работи за политиканство. По секоја цена
ќе пробаат да го донесат. Дали ВМРО ДПМН ќе може да кочи или слично се рокови? И сите тоа добро го знаеме, бидејќи Талат Џафери закажа седница, има со скратена постапка само 3 дена и тој потоа се гласа тој закон. Веќе слушнавме дека они ќе се откажат, зборам за владеачкото мнозинство и слично, за тој побрзо да помине, но целта на се ова што се случува, ќе кажам, трагедија, пародија и се она што е моментално во собранието како еден пазар, е како да се обидат некои пратеници да стигнат до 2/3. Паниката е, бидејќи се закажа оваа седница, паниката од СДСМ е дека немаат потребен број на пратеници. Сега дури може да прочитаме дека има понуди и кон другите партии, дека ќе им се прифатат некои други закони, дека ќе има дополнителен пазар. И јас одговорно можам да го кажам дека не е партиите да бараат, туку Зоран Заев и СДСМ нудат многу работи. А зошто не ги оставите на бришен простор да видиме дали навистина имаат 2/3 или немаат 2/3? И сами одвелите, веројатно тој момент и ќе дојде сам по себе кога ќе се гласа тој закон, тогаш ќе стане јасно дали има 2/3, дали нема 2/3. Многу ќе го видиме тоа набрзо. Едноставно ние не може да кочиме. Ако мислите дека ВМРО ДПМН со јавување за збор за некои работи што треба да ги каже кочење, мислам дека не. Мислам дека во тие 3 дена што ги има право, се разбира демократското право на секој еден пратник да си го каже она што го мисли, може да го каже. Сепак најважно е во недела да се распушти собранието. Јас сакам да кажам една друга дилема. Доколку собранието не се распушти, прво легитимитетот на Стево Пендаровски ќе падне во вода, целосно. Бидејќи он беше тој што ги повика на лидерска средба за да се направи една лидерска средба каде што ќе се договорат избори. Тоа ќе падне во вода. Зборам за друго сценарио што би се случило. Од друга страна, гледаме дека сакаат да побегнат од избори. Зашто? Поради законот за јавно обвинителство. Мене, лично, не ми е јасно зашто толку, ако партијата СДСМ вели дека е ова за сите граѓани, толку партиски се погодени со овој закон. Зарем законов го правиме за политичари? Знаете дека Европската Унија вели дека не е услов персе, но дека е добро да се донесе овој закон за на некој начин досието на земјава пред евентуалните одлуки во март да се засили, бидејќи има земји членки на кои што им е важно. Холандија па и Франција го споменува како важен. Јас согласувам со вас, но и согласувам со ставот што го кажа меѓународна заедница. Но мора да констатираме една работа сите заедно дека Европската заедница постојано вели да се донесе квалитетен закон. Ниту еднашка, во ниту едни преговори ВМРО ДПМН и на средбите, никогаш не ни кажале донесете брзо плет закон по секоја цена. Еу и сад беа на преговорите на кои што СДСМ седеше, мислам дека со независните пратеници, и еу и сад, ако добро разбирам, има и реакции, велат дека ова што е намас, ова што е во парламентот е доволна основа за да се оди на гласање. Основа, значи мора да го видиме и сегментот каде што цела научна фела и сите експерти го критикуваат овој закон. Јас повторно ќе кажам, да, ние сме ВМРО ДПМН се донесе квалитетен закон и стоиме позади тоа. Нели неколку пати кажавме нека го напишат, само да докажам, нека го напишат професорите, нека се уклучат и политичките партии, нека се донесе. Но што е целта на овој закон? Овој закон е се подложно дејство. Од јуни треба да почне да се применува. Зашто тогаш се брза да се донесе овој закон, ако од јуни се применува? Зар немаме доволно време? Не. Причината е затоа што им треба да решава во март, а имаме избори на 12 април. Не е тоа причината. Причината е што СДСМ никогаш нема да има двотретинско мнозинство од сега понатака. Сега на овој начин пробува како да се заштити. Тоа е целта. Не е друга цел. Јас ќе ви кажам една друга работа. Ние многу пати кога разговаравме за реформски закони во минатото, ВМРО ДПМН ги подржи како пакет. Овој закон не беше отворен. Зашто? Бидејќи тогаш целата надежа има во Катица Јаниева во СЕја. И никогаш не го разговара. Ние тогаш го наметнувавме како потреба да се разгледува. И сега видите, во последните 2-3 дена се тоа да се случува. Не е во ред. А од друга страна, секој приметува дека ВМРО ДПМН нема да влезе во оваа криза. Не сака да влезе во оваа криза. Зашто? Бидејќи ВМРО ДПМН сака во недела да се распишат изборите. Зошто една работа која што се чинеше дека е една позиција како константа на ВМРО ДПМН во изминатите месеци, па дури и година можам да кажам, а тоа е дека прислушуваните разговори повеќе не треба да бидат основа за обвинение во иднина, да не бидат докази
во постапка. Сега наеднаш стана аргумент во спротивна смисла. Сега велите, гледајте, ги тргаат прислушуваните разговори настрана, во иднина тоа нема да биде доказ, а вие барате сега да биде спротивното. Што се смени, што се Одлично случи? прашање, многу добро прашање. Зарем не гледате дека има двојни стандарди? Зарем не гледате дека ВМРО-ДПМНЕ која беше целосно под прогон, требаше се да важи во држава. Сега, кога има толку големи индици за криминал во власта, да не забораваме дека сме прогласени за најкорумпирана земја на Балканот и во Европа. Тоа не смееме да го забораваме. Светска банка не прогласува за најсиромашна земја во Европа. И сите овие последици што се случуваат, имаме реке 1, реке 2, реке 3, имаме индиции за нови криминални случувања во Република Македонија и од една страна сега за нив не треба да важи ништо. Јас ќе ви кажам отворено и мој став. Се она што е нелегално стекнато не треба да важи. Тоа е мојот личен став. Не треба. Но од друга страна јавниот интерес треба да важи како да се бутне ВМРО-ДПМНЕ, да се измислат еден куп случаеви, но повторно ги кажам, ако има негде докази, нека си се води постапка. Јас немам против тоа, но сега гледаме дека треба некои луѓе моментално што се на власт со овој закон да се спасат и да ја имаат алатката повторно утре СДСМ да оценува други луѓе, други партии и слично, како да останат со нив, да им останат во скутот и слично. Само да ви кажам, овој закон не се носи со европски вредности. Вие може да го погледнете тоа. Ако се носеше на разумен демократски начин, сите ќе го поздрават. Ова не е добро. Тоа што го барате вие, меѓу другото да речеме, треба да важи и за Талир 1 и Талир 2, предмети на кои што сте вие особено чувствителни, бидејќи едното се однесува на обвинение за незаконско финансирање на вашата партија, другото е за незаконска изградба на вашето седиште. Така што ако барате прислушувани разговори да продолжат бидат докази, тоа да речеме важи за Талир 1 и за Талир 2 исто така. Не, ние го наметнуваме прашањето прво и основно. Дали за ВМРО-ДПМНЕ треба да има посебен закон, каде што ќе се гони и све ќе биде прифатено, а СДСМ да се донесе закон каде што за нив нема да прифатат. Ја не правам паралела кој треба да биде ослободен од докази или од некакви прислушкувани материјали и слично. Јас ви ја кажувам дилемата што сега лебди во воздухот. Зашто да има двојни аршини? Зашто да имаме, како да ви кажам, ова е срамота што се прави. Значи секоја влада ќе си носи посебен закон за утре што да заштити. Не е во ред. Ова не се европски вредности. Па како ние ќе продолжиме да градиме општество ако секоја влада си носи ваков закон? Или од друга страна, што е пострашно, владата, врвот на СДСМ, знае и свесни се дека ќе имат многу кривични пријави за нив. Тоа е целта на овој закон. Што ќе правите ако во недела не се распушти собранието? Сега тоа е многу хипотетичка ситуација. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, особено утре, па и во текот на неделата, но што ќе прави ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи самата ги нема бројките, вие имате 39 пратеници во вашата пратеничка група, еве уште 10 од ДУИ 49. Точно, ние ги немаме бројките на наша страна и не може да ги водиме процесите. Зборам на оние процеси што се во собрание, што се со деловник поврзани и слично. Хипотетичко е прашањето, ја претпоставувам дека тоа нема да се случи, дека изборите ќе се распишат. Целта на сето ова да се случи, оваа криза моментално е да се донесе законот за јавно обвинителство. Ние не го напуштивме собранието. Зашто? Повеќе беа причините, но една од главните причини што моментално СДСМ има пуштено во оптек толку многу закони што се штетни, што за 3 дена ќе помине еден куп работи што ќе нанесеа штета во општеството. Тоа е законот за марихуана, кој по секоја цена сакаат да го донесат и да не ги набројувам другите закони кои се, како да кажам, споредни, но додека ВМРО-ДПМНЕ одве чека и сите медиуми бомбастично најавија дека ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе од собранието, за ова се да пројде. Не. Ние ќе ги издржиме овие денови, бидејќи, како што кажав на почетокот, ние не бевме договорени. Јас тоа го кажувам јавно, можеби некој ќе се разочара со моја визија, не бевме договорени да се распушти собранието 12 февруари. Имаше такви изјави и од ваша страна, потоа се коригиравте, да. Јас кажувам факт е дека искрено, договор имаше за 12 април. Точно е. И ние остануваме позади тоа. Доколку СДСМ тоа го отфрли, доколку сакаат да прават некоја нова коалиција, јас ќе ви кажам дека тие прашања и тие размислувања пристигнуваат од анкетите и мерењето на политичките партии. Зашто? Во овој момент СДСМ свесни се дека ќе изгубат со многу голема разлика. Може да ги прашате и нив, да ги погледнете тие анкети, бидејќи истите анкети ги имаме горе-доле сите политички партии.
Они гледаат како да побегнат од избори за да направат нови популистички закони и мерки да се додворат на повеќе граѓани, поготово во Банскиот влог. Нема да им успее тоа, но пробуваат на секој начин. Затоа ВМРО-ДПМН останува во собранието. Ќе остане до недела. Дали ВМРО-ДПМН потоа ќе излезе на улица, дали ќе има дополнителни демократски мерки или слично, тоа ќе го договориме во партијата, ќе го соопштиме на јавноста, но сите опции се отворени. Јас не можам од сега да ви кажам што ќе се случи, бидејќи имавме на извршниот комитет многу голема дебата за овие прашања и ги ставивме на кантар да кажам сите можни сценарии што ќе се случат. Но на тој момент одлучивме дека ВМРО-ДПМН мора до недела да биде во собрание за да се случи тоа што нас најмногу ни одговара, а тоа е распуштање на собранието. За тоа се договоривме, за тоа беше лидерската средба, се друго за да се наси купува алиби, како да побегне од избори да го намали Сакам поразот. да ве прашам за еден закон конкретно, кој што зависи од волјата и на вашите пратеници. А тоа е законот за изменување на законот за исплата на плати, со кој што треба на вработените во високото образование, на универзитетските професори да им се овозможи и за јануари, почнувајќи од јануари, да земат плата повисока од 10%, нешто што го договорија синдикатите и владата пред нова година. Сега, законското решение заглави во комисијата што ја води Владко Ѓорчев. Тој за вчера закажа седница, па ја одложи на неодредено време. Еве ова законско решение, зошто би му пречело на ВМРО-ДПМН? Не е дали ќе пречи или не, но таков хаос е моментално во собранието, што веќе не се знае кој закон е поважен и кој закон треба да се стави веднаш на дневен ред и да се дискутира. Ако овој закон е добар, зашто да не биде приоритет во овој момент? Еве, имаме време. Но моментално во собранието има пазар. Има пазар за нешто друго. Овој закон не се ни зборува. Вие добре што го спомнавте. Ја не велам дека секој закон што ќе се поднесе во собрание нема добри работи. Може би има добри работи. Треба детално да се разговара и со фелата и така натака. Но не е целта на овој закон. Но Владко Ѓорчев вчера ја одложи седницата. Тоа се случува бидејќи во собрание моментално е невозможно да се работи. Во собрание моментално е трговија. Јас ова го кажувам јавно. Јас немам докази дека тоа се случува. Но по сведочењата на пратениците што се случува овие 2-3 дена, тамо веќе не се знае што кој прави. Доаѓаат лидери на политички партии, слушате генерален секретар кажува нова влада, му се закануваат на Фејсбук на Талат Џафери да закаже седници и така натака и се е сведено. Тргнете ги овие сите закони, јас кажав има многу закони. Јас ве уверувам дека они најсрекни ќе бидат не овој закон да помине, туку законот за марихуана, бидејќи некој им ветил на некои луѓе да заработи многу милиони евра. Тоа е вака целиот начин на работа на СДС. За случајот Мизрахи, ќе видиме што ќе се случи и со тоа прашање во собранието. Од една страна, вашата пратеничка група во парламентот гласаше за ратификација на Северноатлантскиот договор, што преведено е за членство на Северна Македонија во НАТО. Од друга страна, министерката која што е во техничката влада на ваш предлог, Рашела Мизрахи, вели ова е Република Македонија, не ја менувам таблата, ќе продолжам да држам пресконференции пред таа табла. Како го објаснувате тоа двојство? Јас ќе ви кажам лично ја што размислувам и мен никој нема ми забрани во мојот живот да ја нарекувам оваа земја Република Македонија. Го кажувам јавно и отворено и тоа нема да се случи никој да ме натера. Никаков договор, што и да е. Од друга страна не можам на моето дете дома да му кажам да не вика Македонија, да го терам да му вика Северна, зашто некој владата ќе го слушне. Ве замолувам да бидеме вака рационални. Во тој договор. Ова се снима, утре ќе бидете министер, можеби. Независно. Ќе остане за мене Република Македонија, го кажувам јасно и транспарентно и никогаш јас нема да се срамам. Никогаш. Од друга страна, се крена една прашина за оваа табла. Јас сакам да ве прашам. Зашто ако наведуме противуставно да се појави пред таблата, зашто претходната министерка не ја сменила таблата, бидејќи ако не ја смени, она го крши уставот. Ставала банер пред таа табла на кој што пишува Република Северна Македонија. Јас да ја прашам, ако излезам надвор, на кое било место и пишува Република Македонија, јас гордо ќе застанам и ќе дадам прес, ја ќе го прекршам уставот или некој договор? Кажете ми, како е забрането во договорот ние се нарекуваме на секаде во Македонија Република Македонија? Ја не ја гледам можноста во тој договор да ни забранат. Едно е неформално користење на името, друго е од позиција на министер. Министерката кажува Република Македонија, тоа не е неформално. Така, на секој настап, она се чувствува како македонка, се чувствува дека оваа земја е Република Македонија и целата работа се направи една фама, само да докажам, фама дека треба министерката да се разреши, доаѓа од техничкиот министер,
за едно време за внатрешни работи, па потоа министер, па сега премиер, каде што он вели за оваа министерка да ја разреши, а криминалци на дневна основа се пуштаат од затвори, немате ниту едно решено убиство, хаос во судството и така натака и во цела влада и во цело општество владее корупција. Нема одговорност за ниту еден министер. Вие само да докажам, ниту еден член на СДСМ, ниту еден член во овие 3 години нема кривична пријава. Зборам од јавното обвинителство. Единствено на Ново село го осудија. Го осудија и го пуштија фатен жив, како да ви кажам. И го пуштија, што е поголема трагедија. Од друга страна, единствено што некои политичари, да речам политичари, се во рекет 1 и рекет 2, но гледаме дека и таа завршница или тоа случување иде кило. Вака просто да кажам. Вие сте правник? Да, поглед. Вашиот координаторот на вашата пратеничка група во собранието при гласањето на Северноатлантскиот договор рече: "Ние сме партија што ги следи принципите на легалност и реалност", за да објасни зошто ќе поддржите прием на Северна Македонија во НАТО. Сега, зошто Мизрахи не ги следи принципите на легалност и реалност? Вака сега, најсреќни ќе беа СДСМ доколку ние бевме против гласањето за оваа ратификација на НАТО. Зашто? Постојано они велат за нас еден куп изговори дека ние сме, не знам, проруска партија, што јас ви кажувам дека додека сум во оваа партија сум многу долги години, никогаш не сум имал средба ниту со руски политичар. Но не се. Ниту па можеби со некој амбасадор. Од друга страна, вчера имала со рускиот амбасадор средба. Што е прифатливо за сите во власти и претходни и така надале, треба да се гледаат со сите. Тоа не го споменавте. Да. Од друга страна не набедува ние колку сме против НАТО, дека се правиме против НАТО. Мислам дека секој член на ВМРО-ДПМН треба да му биде јасно дека во нашиот статут, во нашите конгресни одлуки, ние од секогаш сме биле за НАТО од почетокот на оваа партија. Немаше НАТО без Преспа, знаете. Да, но ние велиме дека ова е најштетниот договор што може да постои. Ние велиме дека се ова што се случуваше е противуставно. Ние велиме дека не може да го прифатиме дека ни е одземен идентитетот. Оваа изјава што ја кажам Мицевски, добро е да го повикате, се разбира, и онда разговара на оваа тема. Да, ние гледаме што се случува во Македонија, ние се разговараме за таблата зашто била променета, односно не била променета, таа била тековна во министерството и за тоа се крева огромна фама. Но не се апсат криминалци, не се апсат оние 5 банки што обија за 2-3 недели, не се апсат луѓе што подметнуваат стотици пожари на автомобили. Не ја гледаме малци и другата реалност. Не ја гледаме реалноста и затоа ќе тонеме. СДСМ ќе изгуби на овие избори, сите тоа го знаат. Целта на овој хаос, што моментално се случува, како е ВМРО-ДПМН повторно да влезе во една игра, во еден нов хаос, каде што ние нема да го дозволиме. Ние, демократски принципиално ќе почекаме до недела да се распушти собранието. Потоа нека почне изборната битка. И од друга страна, се ова што го направи СДСМ во овие 3 години, нека го каже пред граѓаните јавно што планира потоа да направи во кампањата и доколку некојаш би освоила влада. Бидејќи се што кажа во изминатиот период излажа. Зборам во изборната кампања. Ако народски некој ве праша за некој човек од 0 до 10 како лаже, вие ќе му кажете некоја бројка. Сега народот вели дека таа скала е променета од 0 до СДСМ е лажењето. До тој степен. Значи, не треба се манипулира и со јавноста. Веќе на секој можен начин пробуваат преку пиар алатките како на граѓаните им кажат дека во ова општество цвета се, дека е се розе, но не е така. Мораме да привршуваме. Каде ќе бидете на избори? Ќе бидете на пратеничка листа? Под председателство на партијата, логично е веројатно да... Јас ќе бидам на секаде, да ви кажам отворено. Јас си постојано сум на терен и јас го сакам теренот. Јас сум можеби еден од луѓето во партијата каде што му е пријатно да биде постојано со луѓе. Сакам да се гледам, сакам да ги слушнам и критиките. Јас сум многу искрен, зашто само така може да се подобрим. Моментално на терен добиваме разни информации, добиваме разни мислења, добиваме критики, но да добиваме и позитивна енергија од граѓаните. Мене тоа лично ме храни и ми дава доверба во се ова што го правиме дека ќе издвоиме убедлива победа. Но мораме она што го разговараме со граѓаните да го преточиме во програма. Се разбира, не може се можно да ставиме, но најболните прашања за граѓаните да ги ставиме за да излеземе. Вално Мисајловски, односно јас, ќе бидам на секаде низ Република Македонија, дали ќе бидам на листа или нема, мислам, апсолутно ми е неважно мене, тоа ќе си го одлучи партијата и
и раководните органи, мене ми е важно граѓаните да добијат позитивна енергија наредниот период, дека во оваа земја навистина нешто добро ќе се случува. Ќе има нека добра промена и да останат во Република Македонија. Тоа ми е целта и за тоа навистина се борам и мислам дека со квалитетни и добри луѓе ќе направиме подобро општество во оваа држава. И него зборам ова како некоја фоскула за да се допаднам. Ние наместо да правиме целосни реформи, она што го очекува Европска унија во секој момент од нас, ние чекаме некогаш да ни кажат што да направиме за да покажеме дека сме штиклирале дека е нешто добро. Благодарам многу што бевте до 360 степени. Благодарам на поканата во секој време. Продолжуваме. Остануваме на истата тема, сега низ призмата на владеачкиот СДСМ. Во студиото е Мила Царовска, вице-премиерка за економски прашања во техничката влада и подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Ќе има ли избори на 12 април? Со оглед на тоа што сите политички партии, сите политички субјекти сакаат да има избори, јас очекувам да има избори на 12 април. Но важно е прво да ја напишеме домашната задача во собранието и да се изгласаат законите. За оваа ваша додавка, ВМРО ДПМН тврди дека практично е креирање криза, затоа што се плашите од избори, бегате од избори, со оглед на поразот што ви го предвидуваат сите анкети. Додавката, последната реченица од вашиот одговор, дека треба да ја напишеме домашната задача во собранието. Да. Видете, последните анкети кои што мислам дека се коментираа во сите медиуми покажаа дека ние сме со водство. И тоа беше на МЦМС анкета која што се смета да речеме за кредибилна анкета, која што неколку пати претходно покажуваше дека ВМРО води или во претходни изборни циклуси. Сега покажа дека Социјалдемократскиот сојуз води. Дополнително има анкети во кои што, да кажеме, со највисок рейтинг политичар е нашиот претседател Зоран Заев. Имате анкети кои што покажуваат како на Financing дека ако во 2015 најглавните прашања по кои што граѓаните ги оценувале политичките партии биле плати и животен стандард, сега тоа е правда. Во суштина покажува дека политиките кои што 2,5 години ги спроведувавме како влада директно влијаеле на подобрување на квалитетот на живот и граѓаните веќе одат на следното ниво на приоритизација. Еден дел од владата, а друг дел од владата можеби не бил толку ефикасен. Секако ако правдата е главното барање. Но секако продолжуваме за 2,5 години правда не може да испорача ниту една влада, тука се потребни повеќе системски решенија. И токму затоа сега во собранието го бараме да се донесе закон кој што е системски поставен за да ни донесе правда во наредниот период. Но гледаме дека ВМРО ДПМН токму тоа го кочи. Нема политичка партија која што вели сака да има избори на 12 април, а при тоа работи спротивно на интересите на граѓаните, потребите на граѓаните и исто така работи спротивно на интересите на државата. Позната е тезата на опозицијската партија, ја слушнавме претходно и во интервјуто со подпредседателот Мисајловски, велат СДСМ носи закон со кој што сака да се обезбеди амнестија за себе, затоа што знае дека откако ќе загуби власта на 12 април, ќе следуваат многу кривични пријави против нив, сакаат да имаат обвинителство, систем и процедури кои што ќе оневозможат да бидат гонети. Па сите знаеме зошто бараме сега токму пред март да овој закон помине на во собранието. Токму заради тоа што сме во исчекување за датум. И сметам дека сите оние пратеници кои што сега ќе гласаат за овој закон се за интересите на државата. И сметам дека навистина треба да покажеме како држава и пратениците да покажат дека со гласањето на законот за јавно обвинителство правиме чекор плюс во стабилизација политичка на нашата држава и движење кон приклучување на големите семејства. Синокешната изјава на генералниот секретар на вашата партија, Лјупчо Николовски, дека ако продолжи одолговлекувањето на носењето на одлуките во собранието, СДСМ може да формира и ново мнозинство, што беше примерно порака до вашиот коалиционен партнер ДУИ, предизвика, ајде да кажеме, мал земјотрес, барем неколку часовен. Денеска стигнуваат попомирливи изјави од двете страни. Тоа беше непромислена изјава на Николовски или беше длабоко промислена изјава? Сите изјави кои што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз се промислени изјави и сметам дека она кое што го гледаме денеска е тоа дека сите стануваме свесни колку е важно да овие закони поминат низ собранието. И во таа насока и се движиме. Јас очекувам дека навистина пратениците и собранието ќе ја завршат својата обврска и дека во недела ќе се распушти собранието и одиме на избори 12 април. Што мислите кога велите собранието ќе ја заврши својата работа? Што е минимумот под кој СДСМ не може да оди,
за внедела ли ќе биде, не знам кога ќе биде, за да гласа за распуштање на парламентот. Велиме 4 работи се потребни во собранието, тоа се 3 закони кои што треба да се донесат. Тоа се закон за јавно обвинителство, изборниот законник и разрешувањето на Мизрахи. И она кое што следува во овие неколку дена или тоа се 2 дена, сметам дека овие работи ќе се завршат. Што е со законот за платите во високото образование? Го прашав тоа и Мисајловски. Председателот на Комисијата за труд и социјала во собранието од партијата ВМРО ДПМН, Владко Ѓорчев, за вчера имаше закажано седница за да поминат измените на законот за исплата на плати, но ја откажа. Без тоа, законот не може да биде донесен. Тоа би значило дека универзитетските професори и сите вработени во високото образование нема да може да земат повисока плата. Тоа што го договорија синдикатот и владата пред Нова година. Во овие критични неколку дена, мислам дека сите маски паѓаат и точно се гледа кој за што се залага, кој за ефтина политика, кој за системски решенија. И токму затоа сметам дека Владко Ѓорчев, ВМРО ДПМН и навистина покажуваат една несериозност, дека ако навистина има потреба да се закаже комисија и во собраниска процедура, демократска процедура да се донесе измена на закон се со цел да се зголеми платата кај високото образование за кое што со години преговара синдикатот и сега конечно се обезбедени финансиски средства, да политичар го кочи тоа, сметам дека се препишува смртна казна на својата политичка кариера и навистина е несериозно во најмала рака од негова страна, но сметам дека професорите од високото образование како ги следат овие процеси и тие ќе имаат што да кажат на 12 април. Од ВМРО ДПМН е велат дека сето тоа се случува затоа што вие во собранието покажувате дека имате други приоритети, а не овој закон, например. Затоа што сега законот за јавно обвинителство го туркате, а овој закон не го споменувате. Еден со друг не се исклучуваат, апсолутно се во различни сфери и се еднакво приоритетни. Секако дека едното е во делот на државен интерес, како држава треба да покажеме дека овој закон ќе помине се со цел да испратиме силен политички сигнал кон Европа, дека ни е важно во март да добиеме, дека сме испорачале домашната задача и во март ќе добиеме датум. Но од друга страна, подобрувањето на животниот стандард на професорите од високо образование е исто така важно и приоритетно прашање. Токму затоа покажуваме дека на системски, легален начин ќе го решиме покачувањето на платите, затоа што во државата 30 години нема систем за плати во високо образование, сме обезбедиле финансиски средства, а Владко Ѓорчев едноставно не сака да закаже комисија затоа што потребата за гласање во итна постапка или во скратена постапка на овој закон помина во собранието. Пратениците гласа, потребно е да се закаже комисија која што може да трае навистина кратко затоа што станува збор за измена на член од законот и да таа си помине во пленарна седница. Апсолутно станува збор за кочење од страна на ВМРО ДПМН. Меѓу работите што ги споменавте како минимум е и разрешување на министерката за труд и социјална политика во техничката влада, која што дојде на предлог на ВМРО ДПМН е Рашела Мизрахи. Таа практично ве наследи вас лично во тој ресор. Уште еднаш ќе ве прашам дали разрешувањето на Мизрахи е навистина услов без кој не се може за СДСМ да гласа за распуштање на парламентот. Секој министер потпишува свечена изјава дека ќе служи на граѓаните и дека ќе работи согласно уставот и законите. Имаше една несрекна изјава која што вели дека ќе плати парична казна или прекршачна казна по однос на непочитување на уставот. Тоа беше повеќе за законот за јазици отколку за прекршувањето на уставот. Да. Во секој случај, но станува збор повеќе тука за политичка одговорност, која што секој од нас како политичар во вакви изјави и вакви моменти би требало минимум да ја понесе како таква. И токму затоа како политичка порака и кон сите функционери, но исто така и кон нашите пријатели, а тоа е Грција, која што испрати вербална нота кон нашата држава, затоа што со ваквото однесување политичари, независно дали се од опозицијата или позицијата, го загрозуваат развојот на државата и интересот на државата, затоа што замислете да навистина Грција пристапи кон одредени порадикални чекори кон нашата држава. Ние сме направиле историски исчекор, потпишан е договор со Грција, се приклучуваме кон НАТО, се движиме кон Европската унија и велиме сме го решиле прашањето со името и одеднаш ви се појавува опозицијата кој и онака го кочеше целиот овој процес на развој на нашата држава и поврзување со соседите, сега да на овој начин заради ефтина политика ја става државата во ризик. Ова е навистина несериозно и сметам дека политичка одговорност треба да се понесе. Колку и да звучи можеби неприфатливо за нашата јавност, но тоа би биле легитимни потези на соседна Грција со оглед на тоа што сме се обврзале со една спогодба, сме го смениле уставот како држава и логично е носителите на високата власт да ги почитуваат тие одредби. За случајот Мизрахи, таа се брани
со тоа што вели дека стои пред табла која што е наследила од вас, госпоѓо Царовска. Вие овие денови некако како да избегнувате да зборувате многу на оваа тема, не знам што е причината, но еве можеби вечерва шанса да проговорите малку повеќе за тоа. Да. Зошто не ја сменивте таблата во Министерството за труд и социјална политика? Министерството за труд и социјална политика има официјална табла на влезот на Министерството. Јас користев банер поради тоа што мојата активност како министерка беше воглавно на терен. Во Министерството имав една или две пресконференции по промената на Уставот и се гледа дека јас користев банер. Тоа е решение кое што јас сум го изврала секако секој министер, согласно својата динамика на работа, си креира дали табла, дали банер, дали различен тип за одржување на пресконференции. Но официјалната табла, која што секоја институција треба да ја има и е согласно Уставот, стои на вратата на Министерството за труд и социјална политика. Ама добро, таа табла не е сменета од Мизрахи, таа си е таму. Таа 4 табли има во нашето министерство на различни локации. Некои се едни позади други, например, поставени табли. Но министерката Мизрахи одбра да стои токму пред таблата во која што името не е променето. Но сега дозволете малку да инсистирам на поконкретен одговор за ова прашање. Практично, вашиот одговор како да го потврдува тоа што го зборува Мизрахи. Дека таа табла постои таму, дека таа табла е наследена од вас, дека, еве, вие велите, јас користев банер, тој банер е во Министерството? Апсолутно е во Министерството и тој е на располагање, тој не е мој банер. Тоа е банер на PR службата во Министерството, има посебно оделение кое што располага со сите целата таа опрема. Но дополнително таму има табла која што ја донесов јас, ова е табла наследена од 2009-2010 година, тоа е стара табла, не е нова табла. Дополнително има табла на која што велиме Северна Македонија, општество за сите, заштита на правата на ЛГБТИ заедницата, има се грижиме лого големо каде што не стои дали е Северна Македонија и така натаму, но таа одбра на почетокот да стои покрај Белзид, а понатаму да стои покрај таблата. Дополнително што јас направив и посебна прес-сала на приземје која што е целосно со бели ѕидови, каде што може да се употреби кој било банер, се со цел да се обележи типот на пресконференцијата. Видовме и последно дека стоеше покрај банер на економско-социјалниот совет, но сепак ја користи старата табла, што значи дека навистина тоа е одлука на министер и за таа одлука нејзина би требало да сноси политичка одговорност. Една од тезите што се форсира, особено на социјалните мрежи, е дека Мизрахи не ја менуваат затоа што не го почитувал Уставот. Мизрахи ја менуваат затоа што ги откри сите незаконски работи што ги правела незината претходничка Царовска. Например, неделомнички го водела економско-социјалниот совет. Што би искоментирала на ова, освен дека навистина ова е смешна, една од најсмешните тези која што сум ги слушнала еве додека бев министерка или сега вице-премиерка, затоа што сите оние наводи со кои што излегува министерката на неколку пресконференции се прво не се основани, нема ниту еден доказ за тоа што го зборува. Јас барем очекував да има записник од таа седница за која што зборува, затоа што јас го имам записникот, но не сакав да навлегувам во дискусии по однос на тривијални работи, затоа што токму на таа седница во записникот и стои дека нема кворум, но дека ќе се дискутира по однос на точките затоа што се важни закони поставени на дискусија и е важно да се соберат мислењата по однос на тој закон од страна на сите социјални партнери. Инаку економско-социјалниот совет е трипартитно совет одавно тело на Министерството за труд и социјална политика и е важно сите закони да поминуваат од аспект на социјален диалог и транспарентност помеѓу кај сите институции, но тоа не е облигаторно. Во секој случај јас сметам дека економско-социјалниот совет го подигнав на едно многу подобро ниво и така и го оставив. Јас се надевам дека тоа ќе продолжи да работи во истата кондиција и да сите закони, дури и оние што не доаѓаат од Министерството за труд, а се поврзани со економските политики, поминуваат низ тоа совет одавно трипартитно тело. Сега како вице-премиерка за економски прашања имате некаква барем елементарна координација со министерката за труд и социјала? Со дополнителната министерка за труд и социјала, она кој што последно го видов како непринципилно постапување, негативното мислење од страна на министерката Мизрахи за законот за обештетување на стечајците. Да дадете како министер за труд негативно мислење на таков закон за кој што велиме и финансиски средства се обезбедени за да се дополни групата на овие 12.000 наши сограѓани кои што го обештетивме, е несериозно, непрофесионално, но координација на влада секако се случува кога се присутни. Во најголем дел министерката Мизрахи не е присутна ниту на владените седници. Тоа што го гледаме како снимки и фотографии од седниците, таа е таму.
На 2 до сега била или на 3 од вкупно повеќе. На крај сме на еден политички мандат, практично ако влеземе во дословно разгледување на законските норми, вие сте сега во технички мандат. Што не направи Царовска во Министерството за труд и социјална политика? Бевте фалена главно како шефица на еден ресор во кој што се случува реформа, но има и области кои што остана недозавршени. Предпоставам имате одговор за тоа, но ако треба да сумирате по 2,5 години министерување во тој ресор, дали сте задоволна од тоа што го направивте? Да, сум задоволна, мора да кажам, од тоа што го постигнавме за 2,5 години со 3 изборни циклуси, значи 3 пати намалување на интензитетот на администрацијата, но може да кажам дека 70% од програмата која што беше зацртана за ресорот Министерство за труд и социјална политика се оствари за овие 2,5 години, иако имавме мандат од 4 години, чист мандат, дека ќе остваравме 100% од оваа програма, што направивме, мислам дека навистина направивме многу за подигнување на стандардот за живење на најранливите граѓани во нашата држава. Тоа функционира ли како што треба? Реално го има ли опфат од социјалната реформа на начин на кој што предвидувавте дека ќе се случи? Да, во по фазата обем, по број на луѓе, на семејства кои што се опфатени, деца? Да, апсолутно. Во делот на оваа реформа е важно да се каже дека таа е долгорочна и дека конечните резултати ќе ги постигне за минимум 5 години од своето постоење, затоа што е трансформација на целиот систем и главно се базира на тоа дека вклучуваме повеќе финансиски средства кај повеќе од 27.000 домакинства, но тие понатаму треба да ги извлечеме на пазар на труд. Сега се 27.000 домакинства, а проектирана цел на реформата е секако без пописи така натаму 34.000 домакинства. Вели ми имаме 27.000 деца кои што примаат детски додаток, а треба да стигнеме до бројка од 60.000 деца кои што примаат детски додаток. Каде што значи тие 30.000 што ги нема? Луѓето тешко се охрабруваат да пристапат кон институциите. Затоа втора фаза од реформата е воведувањето на управување со случај или семеен социјален работник кој што на одредена територија ќе ги познава сите семејства, сите домакинства кои што во даден момент се во ризик, за да може да ги, затоа што системот во Македонија се базира на поднесено барање. Не се базира на тоа дека системот преку управа за јавни приходи гледа колку примања имате, па директно ви трансферира пари за детето доколку имате одреден минимум постигнат. Ако не поднесете барање, не може Центарот социјална развота да го оствари вашето право. И токму затоа јас очекувам дека во наредниот период со исти интензитет ќе продолжат центрите да се трансформираат во едни услужни центри за социјална работа кои што постојано ќе бидат на терен и ќе ги мобилизираат сите овие семејства да поднесат барање. Следите ли тоа што го понуди опозицијата како своја главно економска понуда, како да влегувате во надпревар кој повеќе ќе намали даноци, кој повеќе ќе проектира зголемување на плати? Што е вашиот коментар за тие? Мислам дека беа 11 мерки кои што ги наброја Мицкоски на пресконференција пред неколку дена. Лицемерно е однесувањето на Мицкоски Зошто? и ВМРО ДПМН. Па заради тоа што има 12 години да ја покачат минималната плата, има 12 години да донесат достоинствено ниво на социјални трансфери, социјална парична помош, има 12 години да ги обештетат стечајците, да ги покачат пензиите. Ние сме ново раководство на ВМРО, немаме ништо со Тоа е истото претходното. раководство, тоа се само портпароли на Никола Груевски. Ништо не е различно, ниту во начинот на размислување, ниту во начинот на действување. И тоа го гледаме овие месец дена откако нивните технички министри или дополнителни министри влегоа на раководни позиции. И укажува дека навистина не може да се бориме со аргументи, затоа што вие да кажете дека ќе покачите платата за 20, ќе ги покачите платите за 20%, а при тоа во вашето владење за 7 години сте покачиле само 800 денари просечната плата, укажува дека навистина или сакате да го замајувате населението и народот, или и себе си се лажете дека тоа може да го направите, затоа што нивни главно интереси беа да го изградат 2014 како проект, наместо да вложат финансиски средства во граѓаните. И тоа се гледаше и токму затоа граѓаните рекоа не на таквата политика. Може ги научиле лекциите, ќе видиме, еве сега велат дека друго ќе имаат за приоритет. За да можам јас тоа да го сметам сериозно, ќе беше добро да Мицковски излезеше со одредени проекции, со одредени статистики и да укаже како тоа тие ќе се променат и како тоа ќе ги остварат тие резултати
резултати за кои што зборуваат, затоа што зборуваат за GDP од 4% од една страна, од друга страна зборуваат за рамен данок од 8%. Јас велам сега е многу важно тука да кажеме од каде, од кој базен ќе ги искористат тие финансиски средства да ги вложат во граѓаните. Вашата понуда се уште ја нема, веројатно е рано, но дали е готова, дали е подготвена? Ние, како Социјалдемократски сојуз, веруваме во тоа дека програмата како претходната, така и оваа треба да е донесена во консултативен процес. Во моментот течат Агенда 2024 трибини во кои што вклучуваме и експерти, и граѓани, и граѓански организации и ги дискутираме различните теми кои што ќе бидат позиционирани во програмата. По тие трибини ќе излеземе со нашата понуда во консултација си како со граѓанскиот сектор и со граѓаните. Царовска е подпредседател на СДСМ. Логично е дека веројатно ќе биде на пратеничките листи, дали ќе бидете носител, се зборува за тоа дека ќе одите на машко-женски двојки како носител и коносител, да речем, на листите. Дали знаете себе си, каде се гледате, во која изборна единица? Оно што со сигурно знаме е дека ќе учествувам активно во кампањата, се со цел да испромовирам се што сме направиле како влада во овие 2,5 години, но исто така и активно ќе учествувам во промоција на новата понуда кон граѓаните, затоа што верувам дека она кое што СДСМ го покажа е ново владење, поинакво владење, различно владење и ќе се борам да режим никогаш повеќе не се врати во нашата држава. Благодарам што бевте дел од 360 степена. Благодарам. Останете со нас, по паузата е саботажата. И неетењето е својствено за други, а не за луѓето, особено не за оние кои се разумни и свесни за одговорноста што ја носат. Државната, а не партиската. За едината на сите, а не само на раководството, кое безбели не е дотолку доакано во ерата на возрастните да субвенционира квази патриотска инфантилност. Значи, толку ви е интересна таблата да мислам дека целата јавност ја преплавивме со таблата. Сомнежо дека таблата е само парче од мозаикот се зголемува со првите логистички сигнали. За целосно да се оформи со прилично чудните ставови на аналитичарите, кои природно се поврзуваат со групацијата, и тоа баш во мигови, кога тоа што не им се допаѓа, станува реалност. Јас лично сметам дека алијансата каква што е денеска е нешто доста проблематично и дека влегувањето во неа ние се ставаме на страната на една сила, мислам заедничка сила, која баш не е многу демократски расположена. Во ваков амбиент е сосема разбирлив отпорот кон обидите за адаптација. Дополнително тој зид се крева уште повисоко и тоа не со нови, ами со користење стари цигли. Не баре сите се со кусо паметење, па толку брзо заборавиле од каков квалитет се направени. Мора да се донесе закон за јавно обвинителство, кој што ќе ги осуди функционерите како вас. Кои функционери ќе ги осуди? Как само од ВМРО ДПМН е функционерите? Не случајно кон Дрим тимот се приклучува и уште еден од ордонансите на епохата на незаборавот. Отсуството од предавањата кај професор Маријановиќ очигледно и негово е правилото. Непристојните зборови да се кажуваат на латински, за да им се даде културна нота. И не само тоа, туку проблем се појавува и во однос на познавањето на физикусот, со оглед дека барем еден од посочените не може, ама баш никако, да го покаже тоа на што се инсистира. Значи сега да има во оваа држава јавен обвинител, ајде на англиски ќе изговорам, со болус, а тоа е државниот јавен обвинител, тоа е на организираниот криминал, почитуваната Вујковска. Љубителот пак на користење странцизми никако да научи да го говори мајчиниот. Веројатно треба да се издаде некој нов толковен речник, во кој ќе бидат вградени сите непознати зборови кои ги користи, со што сигурно ќе даде свој придонес за развој на лингвистиката. Или си таков или не си таков. Тоа е, ако сакаш да го зашумотиш, премиер во државата и те, како може да скрие што сака. И на крајот, без забошотување и криење, јасно и гласно. Не сакам со вас ништо да имам. Не сакам со вас да се расправам. Ни случајно. Ни случајно. Секој има право да одбере со кого ќе се дружи или како на училиште, ќе седи во иста клупа.
Тоа го стори и Македонија. Но ако сериозно учи и сака да преде на нова лекција, тогаш дежурниот сам треба да се фати за таблата. Се одјавуваме за вечерва, благодарам што не следевте, се гледаме повторно в понеделник во 22. Пријатно!